Сите вие кои ме познавате, знаете дека од секогаш сум бил активен во спортот. Млад сум во душа и енергичен и знам дека таа кондиција мора да се одржува. Во ист таков манир мора да ја негуваме сликата на Струмица, како град на спортот. Сум бил активен фудбалер во ФК Беласица, ФК Тетекс, ФК Работничи и ФК Турново. Председател сум на ловно друштво Беласица и на друштво за гимнастички спортови Партизан. И многу добро ги познавам предизвиците со кои се соочуваат управите на клубовите и спортските кои се дел од нив. Токму затоа, како председател на Сојот на општина Струмица, имав чест да бидам дел од реализацијата на серија проекти кои континуирано придонесуваат за развојот на спортот во Струмица. Интензивно работевме за доближување на спортот до новите генерации и во оваа насока со поддршка на општината се изгради нова спортска сала во основното општинско училиште Никола Вапцаров, се асфалтираа спортските игралишта во населено место Муртино и во населено место Просениково и редовно се врши обнова на училишните игралишта во градот. Дополнително, целосно беше реконструирана поеќенаменското игралиште со трибина во 4-та местна заедница, за заедно да ги бодриме нашите спортисти. Како локална самоуправа, редовно финански ги поддржувавме сите спортски клубови во градот, како и поддржувавме повеќе спортски настани, меѓу кои и избор на спортист на годината. Сето ова е доказ дека низ годините ги негуваме спортските капацитети и инвестираме во идните успеси. Нашата Струмица има богата спортска историја која е резултат на досега овозможените капацитети. Имаме спортисти и спортски клубови кои постигнале врвни спортски успеси и резултати. Струмица е град на спортисти и рекреативци. Струмичани секогаш биле активни луѓе. Денес сведоци сме на се поголем број сограѓани кои редовно практикуваат физичка активност со цел нега на нивното здравје. Затоа во нашата општина редовно се посветва внимание на спортот и спортските капацитети. Ке продолжиме во иста насока, повеќе и уште подобро. Започнуваме од тука. На оваа локација на површина од 18.200 метри квадратни на место на патеката за картинг ќе започне изградба на капитален објект, ново отворено игралиште за ракомет и кошарка. Планирана е реконструкција на двете тениски игралишта, како и на војниот базен со помошните простории. Секако, кон овие клучни проекти предвидени се нови зелени површини, нови дрвореди и оплеменување на просторот со дополнителна урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци. Кон југ ќе се прошири пешачката патека која ќе го поврзе Карпош малото со градскиот парк. Дополнително на просторот на АТШ Берово, на локацијата со површина од 6500 квадратни метри, веднаш за спортскиот центар Пандев, планирана е изградба на нов капитален објект затворен базен. Покрај затворениот базен планираме изградба и на две отворени игралишта за одбојка, од кои едното за одбојка на песок со мала трибина за гледачи, како и памп трак патека за велосипедисти. Кон овој спортски комплекс предвиден и јавен паркинг со капацитет од 155 возила кои ги задоволи потребите на овие спортски капацитети. Со овие предвидени проекти и содржини целосно го уфаќаме кругот предвиден со спортско-рекреативни содржини во рамки на градскиот парк, покрај постоечкиот градски стадион, двете новоизградени фудбалски игралишта со вештачка трева, како и спортската сала. Покрај овие проекти планираме и изградба на спортска сала во рамките на Средното општинско училиште Јане Сандански и Основното општинско училиште Сандо Масев. Вака реално со изведба на нашата програма овозможуваме на жителите на Струмица услови за здрав живот исполнет со спорт и рекреација. Сето ова е голем завет и обврска за мене, Советот и за Костадин. Со уште поголема сила и елан, со силен спортски дух да ја предводиме победничка шампионска Струмица. А за најдоброто, ние го имаме најдоброто.